Почитувани мој добар ден, уште едно ново издание на Црвена линија, а верувам и те како ќе имате зошто и колку многу да се јавувате во ова денешно издание, бидејќи директно ќе имаме прашања до вас, но еве всушност и зашто ќе зборуваме. Државата обезбедува околу 150 јавни услуги кон граѓаните. Се шпекулира со бројот на вработени во јавната администрација. Партиите, кога се во опозиција, обвинуваат дека има премногу партиски кадри, ама кога ќе дојдат на власт, пеат друга песна. Дали сте задоволни од услугите на јавната администрација? Тоа е она прашање што денес сакаме да ви го поставиме, а верувам дека постојано и секојдневно се разбира се разбира услуги од јавната администрација, па имате и своји собствени искуства. Како и да е, тука ќе ве потсетам дека на ова прашање можете да одговорите секако и на профилот на Црвена линија на Facebook, ќе потсетам, не има и на Twitter, а што се однесува до Инстаграм, тука задолжително ќе побарам да не заследите. Со оглед на тоа што имаме денес Инстаграм стори анкета, на која што треба да дадете одговор. Се разбира, опции за одговор има две, тоа е да и не, а еве зашто треба да кажете да или не. Според вас, дали за да добиете услуга од јавната администрација потребно е да имате врски? Прашањето е едноставно, а се разбира, ќе потсетам дека на 02307 005 најнапред имаме 5 слободни линии и знам и верувам дека како и во секој издание на Црвена линија ќе ве има во огромен број со оглед на тоа што се разбира, ќе можете да го пренесете вашето директно искуство околу тоа колку сте и како задоволни од услугите на јавната администрација. И секако, кој е вашиот став и видување околу нивните услуги. И дали сметате дека за да си завршите работа, потребно е да имате врски. Одиме со гледач. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Да. Добар ден, во Црвена линија сте. Добар ден, ќе речем добро утро, Тина. Па добро, како? Како ми е стемнето од време, од час сонце, час мрак, час ете така е, па да и ние веќе не знаеме по небото дали е утро, дали е попладне или веќе ноќе. А знаеш што и навестуваат? За едно 10 дена, дека температурите ќе се качат до 38, може и до 40 степени. И замислите, ова испарување кој ќе го издржи. Зошто ќе бидем краток? Па ете ќе го сватиме како предизвик. Што да правиме, природата е посилна од нас. Ама еве, дали така се чувствувате и кога добивате услуги од јавна администрација? А еве, се чувствувате ли така кога треба да побарате услуга од јавна администрација? Ние сите кои се уеме, кажуеме, кои ќе одидеме било каде во администрација, тројца седат на столиче, еден на компјутерот, овона. Зошто ние една влада која дојде, другите што ги оваа влада, минатата влада, предминатата влада, што ги запослила, зошто не ги праќа дома? Зошто не ги праќа на биро и социјала? Зошто и чуваат тука? Па што мислите вие, зошто ги чуваат? Или коалицијата, или ова. Па тоа е вистината. Да ти реков, ако дојде некој на власт, сериозен ова, она, не да се скати администрацијата на 50%, може и на 60 до 70. Веројте, во денешно време кој има компјутери, кој и да не речем и сонцето ви е на дланка, ние имаме. Така, благодарам што еве се вклучивте во Црвена линија, еве драго ми што го започнавме диалогот со оглед на тоа што навистина времето е вистински предизвик и во месец јуни. Но како да е, ставаме пред предизвик да ни откриете колку и како сте задоволни од услугата на јавната администрација и дали сметате дека неопходно е сепак да се има врски, зашто поскоро да си ја завршите работата. Добар ден. Здраво. Здраво. Па, еде, ќе почнам со една моја ситуација, како почна работата, значи, за да завршам за некој документ во една фирма, прозорот на таа канцеларија каде што требаше да влезам беше свртен према мене. Значи, морав да појдам покрај него и проаѓајќи покрај него, гледам дотичната особа, администраторката, си уклучила Spider Solitaire
и си ги реди тамо картичките. Ја меѓу време тропам на врата и никој не се јавува, пак тропам уште еднаш, два пати, значи откога го извртев однатре од ходникот. И тек после трета мајка решив да отворам врата, бидејќи пред малку ја видов како реди карти. И ми вика мене, леле, како сум уморна денес, цел ден работев, душа ми излезе. Знам, викам, со стајлерот, викам, многу одлично ти иде, викам, немај га. И так, успев да завршам. А дали барем еве завршивте работа, со оглед на тоа колку беше изморена и зафатена? Ама не ме примаше дури не запнев да влезам. Него сега ме чуди, еве сега влегува у власти овие патриотиве, заедно со овие велепредавнициве. Овие од дуи административците што се ставени по рамковна линија, исто така треба да бидат запослени. Ја не верувам дека ако партијата се трга од власт, дека и административците ќе ги трнат. Ја не знам како сега ќе се навасаат еден на друг. И ОВМРовци кога влегува внатре. Поздрав, пријатно. Поздрав, благодарам многу за јавувањето. Одеме со вас. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Вака, сакам да кажам два-три збора. Што се однесува до услуги, дали сме задоволни? Не сме задоволни. Од ова неписмена администрација, затоа што јас вчера излегов од администрација, сега сум во пенсија. Кај нас немаше да се чека многу, како што е сега, да чекаш, па дојди утре, па дојди задутре и така. Не е битно дали ќе дојде ВМРО или СДС, битно е одговорноста на луѓето. А овие административци сега што се примени по основ на влада, по основ на пријатели, врски, не е битно дуи муи, не е битно тоа кој е примен. Значи, ниеден не е ставен на местото на кој одговара. Важно е само да биде вработен. Второ, што е многу битно, сега најавуваат уште вработување. Кај ќе ги стават тие? За инвалидите нема да се покачи пензија, плата и додатоци, за овој нема, а таму ќе се вработат, тие ќе земаат по 3-40.000 плата. За овие во судото наму што штрекуваат, ќе земаат 20.000, паѓат од работа. А они ќе стават сега пред избори, мора да стават. И само да кажам нешто во темава, Ковачевски му го дава местото на Мицковски. Зошто му го дава сега? Нели рече дека се сложил Мицковски? Лаги со опашки, ама тако е владала, нека падне побрзо па да поживееме малку. Благодарам, убав ден ви посакувам. Благодарам и јас ви посакувам убав ден и секако еве да продолжите да не следите со оглед на тоа што интересот е голем, па и да слушнеме сите заедно какви искуства и што ќе кажат во однос на работата и слугите на јавната администрација гледачите. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Поздрав. Голем поздрав и до вас. За темата уопште не сум задоволна од администрацијата и ќе ве молам една тема да се одвори за овие инвеститори што градат, пошто Скопје се претвори во бетон. Ве молам таа мафија да се сопри, да отворите тема, да видите архитекти како се гради, тоа е страшно. Ве молам, си извинувам. Одличен ви е предлогот и веќе ве слушна и ќе имаме во предвид можеби што поскоро утре задутре да ја поставиме како тема. Нешто е страшно, значи бетон е Скопје претворено. А во однос на денешната тема, какво е вашето лично искуство? Не искуство? сум задоволна уопште. Зошто? Па ете така, сум имала неубави искуства од тие администрации, неприступатни, арогантни се, што да ви кажам. Ајде, поздрав, се најубаво. Добро, благодарам многу еве што искористивте можноста да ни предочите идеја, секако ќе ја земеме во предвид, па што поскоро и ќе ја поставиме како тема. Продолжуваме со вас, сакаме навистина да слушнеме какви се вашите лични искуства во однос на услугата, брзината на работењето и секако дали сметате дека ви се потребни врски за да си завршите работа кога е во прашање јавната администрација. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден, Тиля. Добар ден. Како само те слушам? Слабо ме слушате. Па и ве задоволни ли сте во Македонска каменица од услугата и работата на јавната администрација? Па ја мисля ако нема клиентел, нема да заврши. Тоа е моја работа. Сад мисля, се е преко врска иде. Се е преко врска. Сад мисля дека или да работи систем, или не работи компјутер.
Се да работа. Тоа е тоа. Сами се. Тоа. Ако не ваш пријател, немате никаде. Ајде, пријате по-добро. Благодарам многу, имајте убав ден, останете секако со црвена линија. Продолжуваме со вас. Добар ден. Дали се слушаме? Вака, сега јас ќе ве потсетам за една ситуација која што е поодамна, со цел нели да се спроведе, да речеме, да се има увид и преглед во однос на тоа како работи јавната администрација. Ова се случуваше во далечната 2011 година и верувам дека сите се сеќавате, бидејќи на одредени шалтери може се уште да се забележат тие уреди. Всушност станува збор за проектот Семафор, ако се сеќавате, каде што дури постоеше уред кој што горе-долу личеше на играчка. Значи имавте три опции копчиња, на кој што едно е смешкон, едно е сериозен емотикон, а се разбира и незадоволен, односно намуртено лице, кое што всушност беше копче да се кликне доколку барателот на услугите од јавната администрација не е задоволен. Колку овој проект всушност најде примена и колку функционираше, се гледа и до ден денес оглед на тоа што се уште, барем што се однесува до нас што го слушаме од гледачите, се уште не слушнавме позитивен коментар во однос на како се завршува работата, каква е услугата и секако во однос на брзината на завршување на услугите. Генерално тоа е реалноста, но еве можеби некој од вас има сосема поинакво мислење и токму ова денешно издание на Црвена линија го посветивме на вас, граѓаните кои што постојано, секојдневно имате побарувања, се разбира на во многубројни институции и шалтери и секако тенденцијата е да ја завршите работата и тоа што ви е неопходно што поскоро. Колку сте вие лично задоволни од јавната администрација, ќе ни откриете, верувам, во ова денешно издание на Црвена линија. Добар ден. Ало, добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Тинче, да те поздравим, да ти посакам се убаво. И јас ви посакувам се најубаво. Фала, да си ни живо и здрава. Да ти кажем, ја дали дека сам работила у собрание толку години по договор на дело, ја од тие постарите сам многу задоволна. Ја като отидем, да ти кажем, сите се надпреварат кој да ме услужи. Али овие сега младите што се примени, што не ме познават, прошли пут отиде едно чекче да ми направат, нели ја не друго да ги видим, знаеш. И она не може меја, вај, оној. И ја го само така погледна, смеја се, а чисто отиде да видим, значи секој ока кој дое, свако се на партиски примано, свако мисли дека там ќе остане вечно, а бе дај услужи човека, бе рипни, бе, знаме да иде таму. Еве спомнавте, не ве познава. Дали треба да ве познава, да имате познанства во јавна администрација? Да, не, дека сам работила таму, нели, и тој сакам да ти кажем, не треба да се гледа тие врски. Само да ти кажем еден пример, еден човек дојде там, требаше да му заврши еден инспектор работа. Не те слушам, да ти кажем, Тинчи. Дојде еден човек да му заврши работа и он вика, дојди утре. Леле, он кад га фати, вика, слушай, да ти кажем, јас сам дал 1000 денара за такси, ја да дојдем утре. Леле, ја кад видов, кад престани 100 степеници да пегам, викам, леле, ке ме стават свидок, значи народот е огорчен. Много се замислуват. Додек да се примат све живо, а примат ли се, не знам, треба малку да се освестат, зашто народот да дојде оно и така иде на лошо, али да се лошо понесе, бар кажи му, бе, убав збор, бе, упути га, бе, кажи му еден добар ден, отвори му врата, а не седнало таму и мисли, јас сам и никој друг не знае. Ајде да не зборим многу, да ти кажем, али не иде нарно. Сите овие нови кои како дојат, све се некако замислуват. Благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија. Еве, драго ни е дека имавме и гледачка која што има искуство како работник во јавна администрација, но еве и самата потврди дека во последно време не е задоволна. Но, како и да е, имаме се уште време во Црвена линија, па сакаме навистина да слушнеме што поголем број искуства токму од вас кои што и тропате на шалтерите. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот. Дали се слушаме? Во Црвена линија сте. Добар ден. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Ете, јас се слушам до тука како велам, намалете го. Добар ден. Добар ден, секој добро, повелете.
Па види, ја да ви кажам за Вилица, ко улаваш у собрание исто да улаваш како у јавна куќа. И јавна куќа. Тражат ти одма од стражарот до горе, до било каде пари. Зарем пари барат? Тоа ти е сегде у Македонија. Да, но одма миту, катастер, мадастер, тоа ти препишува, прецртува, други става ознаки да му даеш пари, да ти собственото земјиште да го добиеш управо. Ајде, дали сте ги пријавиле овие неправилности? Македонија. Дали сте ги пријавиле овие неправилности? Дали сте ги пријавиле на властените овие неправилности? На кој ќе пријавиш, господјо? Дали вие мисламе, Боже, не знаете кој е тоа? Тоа е од... Ке подсетам 90 секунди е време трењето, секако сме отворени за репете, љубам да кажам, повторно да го завртите телефонскиот број за нови 90 секунди, но и ќе укажам, тоа најверојатно мораме постојано да го повторуваме, ве молам, при вклучувањето во црвена линија, веднаш намалете го целосно тонот на телевизорот, да зборуваме телефонски, за да нема доцнење на гласот, да не се слушам јас од другата страна, бидејќи навистина сакаме во секој наредни 90 секунди точно и преку вашето искуство да слушнеме колку сте задоволни од услугата на јавната администрација. Добар ден. Дали е намален тонот на телевизорот? Добар ден. Добар ден. Намалени. Одлично. Колку сте задоволни од... Дали сум оставена линија? Да, дали сте задоволни од услугата и работата на јавната администрација? Сега вака. Како? Не сме задоволни уопште. Зошто? Ако може да го продолжи тоа времето... Ајде вашето време што го имате да го искористите, да ми кажете зошто не сте задоволни. Малко е времето 90 секунди. А во останативе секунди ќе ми кажете ли зошто не сте задоволени од јавната администрација? Еден саат треба да трае, секој немате во програмата. Не сте задоволни од државна за администрација. Зошто? Герачка кажа, значи, не сте задоволни од државна за администрација, да не се дава дозволи за персонализација на Скопје. Значи, тој Ристо Пенов не знам зошто зима плата, значи, да се децентрализира. Ајде да се навратиме на темава. Кажете ми кога треба да завршите некоја работа. Значи, Земјоделско-шумарскиот факултет и Технолошки-материолошки факултет да дојдат во Каванаци, бидејќи најголема метална индустрија има во Каванаци, тоа е ИГМ и ФЕНИ. И најголем регион на шуми во Застава и Каванаци, целосно да изчезние на тие факултети да дојдат во Каванаци, тоа по-хитно расова во парламентот и ништо повеќе, ни по-малку. А тие што му дават газети, тоа за Скопје и треба една ден и кривични пријави да им поднесат. Значи, такви теми да поставите некој ден. И курсот за развој на економијата е земјоделието, такви теми да поставите. И времето да трае под... Благодарам, Еве, што ни дадовте идеја, интересна, и мора да подсетиме дека во црвена линија и како сме дискутирале за земјоделието, но никогаш се разбира не е доста, така да апсолутно ќе имаме во предвид вашата идеја. Но денес да не ги трошиме секундите на она за што сакаме да зборуваме, туку навистина би сакале, Еве, да ни предочите, ве ставаме пред предизвик, директно секојдневно сте нормално на предизвик да завршувате многу работи по шалтерите, разговорно кажано, па колку сте задоволни од услугите во јавната администрација и сметате ли дека единствен начин да се заврши работа е можеби да се има врски? Тоа е она за што зборуваме во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Сранка од населба Капеште, тоа е во Одногоре. Така? Како да ви кажам, тоа е резиденциите кај што се, а Капеште се вика улицата. Ама и другите улици, целата населба. Читачот на вода не ги чита саатите. Еве, конкретно јас имам 30 и не знам колку кубика
само ѓубретари на овој месец. Многу често ми се случува тоа и таму одиме, јас веќе не можам, син ми од работа, знаете што значи да излегува. Еве што ми се случи. Одам, јас возрастна жена, сега имам 78 години. Одам горе на шалтер, горе водовод во, знаете, централата под кара. Чита, службеникот ми вика, дојдете утре. Па како можам јас да дојдам, стара едва, еве сега не можам да одам. Чува деца и му викам, јас сум дошла пари да ви дадам. Јас не сум дошла да земам, а вистина треба исто. Требаше да платам, затоа што не беше читано. И ми вика, дојдете утре. Не може, викам, ќе дигнам зградата увис. Еве вака. Слушна и тука и други службеници, стана, не виде, отиде некаде, не знам каде. А зошто не може, еве, да наплатат уште во тој момент? Не изгледа како да го стори тоа. Добро, направи и на другиот шалтер успеав платив. Ако не бев јас така упорна, дури ми е криво, бев агресивна и безобразна, ама човек ако не биде таков, некогаш и не може ни да сврши работа. Така, благодарам многу еве за вашето јавување и што еве ни предочивте какво лично искуство сте имале. Слушате што еве ќе кажам слободно исповедаат гледачите во однос на нивните лични искуства, па еве останува до крајот на ова издание на Црвена линија да слушнеме уште многу такви, верувам. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Јас се јавувам веќе втор пат во Црвена линија, секој се јавувам кој има интересна тема. Оваа тема ме потикна да ви се јавам, бидејќи, според моје мислење, дека без познанство никаде во јавна администрација не може да заврши работа. Добро, ве слушам. Секако, треба и нешто да се потврди, за да се заврши работа. Благодарам на вниманието, пријатно. Тоа е се, благодарам многу за јавувањето и имаме гледачи кои што се многу покуси од онаа можност од 90 секунди, но секако благодарам за она што го предочивте. Јас од режија ќе побарам, еве, бидејќи на почетокот на ова издание на Црвена линија спомнав за проектот некогаш во 2011 година семафор наречен, каде што пред шалтерите беше поставен уред кој што малку наликува на играчка, верувам ќе можеме да го покажеме. Ете, тоа е можноста каде што нели граѓаните можат директно да кликнат во однос на тоа колку се задоволни од услугите. Значи, ако е зелено копчето и ликот е насмеан, тоа значи дека сме презадоволни, сериозното лице е најверојатно недоволно задоволни, а намортеното лице, односно црвеното копче, представуваше ознака за незадоволни. Па на ваков начин постоело од времето постоеше навистина обид за да се увиди како функционира и колку е ефективна јавната администрација. Но еве поминаа многу години, а сега и во Црвена линија повторно слушаме дека голем дел од граѓаните не се задоволни. Добар ден. Ало? Добар ден, во Црвена линија сте. Чичко Зоре овде прсано од Демирхисан, од Единаковци. Поздрав, Чичко Зоре. Ти ме втор пат ти се јавувам, да ти кажам доби врска, сега вртам. По ќе пати многу задоволен сум од емисијава. Многу ни е драго што сте биле и упорени, што еве повторно сте во Црвена линија. Вака да ви кажам, што која администрација не треба да се зборува. Не можеме да зборуваме, да коментираме за вакви работи. Ако малку има чувство, спес во овие администрацијава, па нас не отепаја, обичните луѓе, обичниот народ. Па ненормално е ова што се дешава во оваа држава. Ненормално. Јас многу сум разочарен од самите граѓани на Македонија. Ги слушам овие контактни емисии вашиве и од нас Итјов и на Телма и на Канал 5. Тој Тале, тој Мале, тие сите. Па жалостно е она што се дешава со Македонија. За да свршиме некоја работа во администрација, ако немаме човек, нема шанса. Нема шанса да се сврши работата. Било во здравство, било во
катастар, био се сегде треба човек да имаш, па Така, благодарам многу еве за вклучувањето. Велите дека ви било втор пат и сте биле упорени, секако се надевам нема да биде и последен пат. Продолжете да не гледате, време е да слушнеме нов гледач или можеби гледачка. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Добар ден, Тина. Добар ден. Јас се сложувам со претходниот гледач дека секаде кај што треба да одиш треба да имаш човек. И не сум задоволна од јавната администрација. Може да зборувам за полицијата? Па во контекст на јавна администрација слободна еве. Имате лошо искуство или што? Да. Пред некој ден се јави во полицијската станица во Ново Лисиче, пошто тука кај нашата зграда баш под прозорот имаме детско игралиште. Добро. Не ве слушам. Ве слушаме, продолжете. Детско игралиште и... Имаме детско игралиште, имаше галама и се јавив во полиција Ново Лисиче, ми се јавува полицајка и ја замолувам, дури и плачам да дојдат да ги санираат, мислам, рисоците и... Јас зборувам? Да, продолжете, ве слушаме. Да, и кажувам дека не можеме да спиеме. Мислам, стварно, тоа е ужасна галама. Во тоа игралиште нон-стоп до цела ноќ и цел ден има гужва. И од деца и галама. И она мене ми вика, и ја не спијам. Мислам, каков е тој одговор, ви се молам, она не спиела. Па викам, вие сте на работа, како треба да спиете? Ние, викам, немаме мир, затоа ви се јавуваме да дојдете, да ни помогнете. И со тие зборови ми се обрати и од таа прилика сакам да го повикам Муцунски да дојде на Бато 32 да го реши проблемот со игралиштето. Овдека не се живее. Благодарам многу за вклучувањето од црвена линија. Ете, гласно и јасно на целата јавност предучивте всушност какво искуство сте имале вие. Верувам дека ќе ви се реши проблемот. Колку што разбрав, не е одговорено на она што е реметење на јавниот ред и мир. Како и да продолжуваме со вас? Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Темата е добра, меѓутоа јас можам да кажам дека јавната администрација не може само да сноси одговорности, како што и се кажува, бидејќи зависи од кое работно место се бара и што се бара од него. Пошто сум поранешен административец, сакам да знам, да ви насочам дека не се сите еднакви и исти. Без разлика дали кој каде работи, секогаш сме биле исполнителни и све тоа, ни влегувале странки и дишале во нас во грб, а ние сме ставале тогаш во 12 или во едно залче леп, што се вели, за разлика од денешниве. Затоа насочувам дека јавната администрација не може сите да ја осудуваме на исто работно место. Шалтерските работници. Како да кажеш кога ќе влезеш било каде или во амбуланта или било дека тие не се на работно место. Тука да, трпи све. И секој кога ќе отиде, не оди со убави на лекар, така? Така, благодарам многу за јавувањето. Ќе подсетам, внимавајте на тајмер од 90 секунди, особено ако вие за прв пат да се вклучувате во црвена линија, но без грижа се разбира додека трае црвена линија. Имаме 5 активни линии, така да можете повторно да го завртите бројот и да добиете нови 90 секунди. Ете, слушавме и ми се чини дека имавме две гледачки кои што имаат искуство како вработени во јавна администрација и она што забележуваат дека новите генерации се по неажурни колку што разбрав во однос на она како работеле тие. Но тука сте вие секако да ја откриете и покажете сликата за сушност услугата и каква е работата на јавната администрација. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Се извинам, дали сум ја Владислав на телефон? Да, вие сте во црвена линија, повелете.
Вака, ве следам очиго, секојдневно ве следам, и Црвена линија, и ова книзот ви го следам, да се задоволувам многу со вас. Меѓутоа со гледачите не се задоволувам, затоа што многу претеруваме со тоа да имам пријател, да имам, па јас сегде не можам да имам пријател. Не можам да имам пријател сегде. Затоа што ако земеме во цела држава да се обрземе сега пријатели, затоа и не идеме напред. Се сложувате ли со тоа? И со гледачите ќе се јави некој, вре. Вие кај успевате ли без пријатели да завршите работа? Успевам. Па еве објаснете им на гледачите дека тоа е возможно. Не ги барам заина, не ги барам, затоа што од таквите гледачи не сакам сега со внимание да ме гледа по себе, ти завршим работа, не сакам такви работи. Затоа и државата не ни тргнува политички, дали е настроен, дали овој, дали оној, никој не треба да го обвинуваме, сами себе треба да се обвинуваме. Закони се и во Македонија, и во Бугарија, и во Грција, сегде. Нашиот закон постои сегде, европски, светски, него не поштуваме, дека сме мала држава. Ево тие политики што ние, брат ми е овој, братуче да ми е тоа е најголемата криза. Благодарам многу и вам за вклучувањето. Еве убав пример, гледачот вели дека не настојува никогаш, дури и кога може да побара пријател или народски кажано врска, а успева да ги заврши работите. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Јас не сум задоволна од администрацијата. Во петок да појдете било каде кај што работат од ДУИ запослени по рамковен договор, никој нема на работа. Верувајте, никој нема на работа. Шефови се таму, со нозете на бирото седат. И другиот проблем е тоа што уште седат дома, водат фирми или во странство се, а земат плати. Запослени во влада, запослени во администрација седат дома, земат плата или се во странство или водат фирми. Толку имав да кажам. Пријатен ден. Добро, благодарам, пријатен ден имајте, но сега ако бидете дел од Црвена линија, продолжете да не гледате. Добар ден. Дали се слушаме Црвена линија? Добар ден. Ало? Добар ден. Добар ден во програма сум. Да, повелете. Сакам да кажам една случка од вчерашниот ден. Вчера бев да подигнам лична карта на 16 годишна черка моја, како родител. Идам на шалтер, еден господин упорно се збори на телефон, не е битно, бев упорен го прашал дали тука се подига лична карта, откога го дава личето цело време збори, носи таму некоја лична карта, гледам черка ми дава да потпишем, ја потпишувам. После некој време вика дај ми лична карта, прекинува разговор, да го разговарам и бара лична карта, му давам и зимам мојата лична карта да сече. Спискав му, викам не, што правиш? Вика нова лична карта зимаш. Па зар не гледаш дека тоа женско со црна долга коса? Јас сум возрастен 50 години со кратка коса. Он мисли цело време дека таа е мојата лична карта и да сече. Викам ке те тужам бе човече, без лична карта ке носиш. Па голема плата зимам уште да ме тужиш, ми вика. И ми кажа ако кава зима плата. А ако некој не е задоволен од неговата плата, нека си замени. Он кој се запосла сигурно му кажале колка има плата. Не сме ние должни да ги плачеме неговите незадоволства. И толку бе револтирал мртво, коде пак ќе си извадиш нова. Немаше ни извини, ни ништо. Така да поздрав до сите тие кои не се задоволни, нека напуштат. Нека не малтретираат нас. Благодарам на време. Благодарам многу, еве, што споделивте какво искуство и тоа токму вчера сте имале. Продолжуваме сега кој со вас. Добар ден. Ќе слушате што да ламете се. Добар ден, во Црвена линија сте. Ало, добар ден, Тина. Добар ден. Поздрав телевизија. Телма. Поздрав и до вас. Да. Благодарам. Уколи што беше темата, не надвор беше. Не сте запознаени со темата, па еве зборуваме за тоа дали сте задоволни од услугите за јавната администрација, на јавната администрација и дали сметате дека за да завршите некоја работа потребно да имате пријател или врски? Точно. Пријател и врски, ништо нема друго, така. Или подкуп, тебе да даеш парички, па да ти завршат работа. Се е на подкуп. Корупција, криминал, невидено. Постојало
не е законска. Нищо не функционира и на се са така, мисли, прочена по корупцията. 100 и колко иде? 115 место. Сите кредити ще ги взимат се унини джепови. Со подкови се работят, се наградуват и не функционира нищо. Ще страдаме ни граѓаните. Значи, ова влада се замине во историјата како не е легитимна со премиер кој не е на гласови добил. Бачевски треба да верба на народа, што ќе битуваш, што ќе му исполниш работа, да ти дава народот гласови. Вака премиер не бива. Срамота е да одеш по држави и да речеш јас сум премиер. Благодарам за вклучувањето. Тука е меѓу времето да вклучиме уште еден гледач. Сакам да замолам кој е во можност, а верувам дека сите сте да не заследите на Инстаграм и многу би сакале токму да бидете денес дел од Инстаграм стори анкетата. Тука го поставуваме прашањето, она што го поставуваме и на гледачите. Дали за да добиете услуга од јавната администрација потребно е да имате врски опции за клик, да или не, а резултатите наскоро по рекламите ќе ги соопштиме. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Не сум задоволен од администрацијата. Зошто? Јас не сум задоволен. Прво, толку премногу ги има како во администрација, па оди да завршиш работа. Еве чисто од Битола, ви кажувам, побарав извод, а роден сум при Левско. И сега, девек дека може, електронски цела таа работа. Чекам. Тие од Битола го обвинува тој во Кривогаштани. Дека е виновен, ние имаме испратено. Јас се налутите, запалив колата и завидам во Кривогаштани. Човекове го отворе компјутеро и ми вели матичаро, најди се дека ми пратиле. Која администрација? Второ, тие се толку премногу запослени, што меѓу себе не знам што прати кај ода. Не можеш човек да најдеш. Кој е задоволство од администрацијата? Никој е тина. Чаве зборуваме. Пренатрупаност и Европа се буни за тоа. Пренатрупаност од администрација не можеш еден документ да извадиш. Не дека мене ми се случи, се случува и во Битола, сето тоа и кај сакаш. Не можеш да го најдиш. Пауза пише од 10:30, пример до 11, ти и можеш до 12 да си чекаш. Која администрација? Ова сето е наопаку во ова држава. Како ова власт, така се е наопаку. Толку можам да ти кажам. Ајде гледаме. Благодарам многу. Секако можете и препорачуваме да продолжите да не гледате. Одиме понатаму. Добар ден. Ало. Добар ден. Се слушаме? Да, во црвена линија сте. Вака сега. Јас ќе ви го кажам мојот пример колку е администрацијата кај нас услужна. Значи, кога ми дојде време да одам во пензија... Ало? Да, ве слушаме, продолжете. Кога ми дојде време да одам во пензија, си отидов, си ги поднесов документите на шалтер и ми рекоа, дојдете за еден месец, ќе ве информираме. Отидов после еден месец, викам, ова бројче, викам, што поднесов документи за пензија, докаде е предметот, а уште е на шалтер, не е распореден. Викам, и сега што правиме, дојдете после еден месец. Помина и тој еден месец, отидов пак документите уште на шалтер. Викам, добро бе, дечко, 3 месеци документите на шалтер. Толку ли немаше каде да ги распоредите? Јас викам, прво пензија не примам, од што ќе живеам овие 3 месеци ме мафтате? Па дојдете за еден месец. Се јавив кај една пријателка, не сакам да ја именувам. И нема потреба. Да. И викам, вака и вака, викам, работава не бива. Викам, 3 месеци поред одам, ни пензија, ни решение, ни ништо. Нема проблем. Беше денот петок. Во понеделникот ми се јави, ми вика, дојди да си го земеш решението. Значи, со врски можело, и тоа е експресно за 2 дена, а јас се мафтав таму 3 месеци по шалтерите, предметот не беше распореден. Тоа е тоа колку ни е администрацијата нас услужна. Благодарам многу и вие што го споделивте вашето искуство. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, во црвена линија сте, повелете. Се јавуваме од Прилеп.
Голем поздрав до Прилепчани. Абре, мислима, каква администрација е ова, бре? Добар ден. Бе, каква администрација е ова? Ние блокира сметката со туѓо решение во НЛБ банка и не тера да платиме туѓо решение. Туѓо решение? Ве слушаме, мораше да платиме се да ни одблокира сметката. Добро. И ве слушаме, продолжете. Дали е тоа администрација или неписмени луѓе? Не знам дека ме слушате. Тоа сето е неписмени луѓе, сето е партијски наредени. Нема никакво ни разбирање, ни работат од нив. И ве дали успеавте никако да завршите работа? По-скоро тоа да се ликвидира, кога може сите фирми да се ликвидира и администрацијата да појде во стечај. Успеавте ли да завршите работа? Тоа исто да ни кажете. Добре, најверојатно гледачот... Успеавме од кој платихме. Платихме туѓо решение за да не се одблокира сметката. Добро, благодарам многу за вклучувањето. Ајде одиме сега малку со твитерџи, па еве вака ќе почнеме со овој твит кој што е практично фотографија на која што The Gunnar from Struga има напишано: едниот брат работи во јавна администрација, другиот во Германија. А еве и уште еден твит од тој Филип. Забавен факт, како продуцентов купната работна сила Македонија нема кој знае колку многу вработени во јавна администрација, споредено со развиените земји. Проблемот не е нивниот голем број, туку тоа што ништо не работат. Не треба да се отпуштаат, туку да им се најде работа. И Хенри Чинаски напишал: со тоа што не растеа другите плати, растеше минималецот. Само во јавна администрација сега 110.000 се на минимална плата. Претходно се сметаше дека 80.000 се вкупно на минималец, а сега само 110.000 од администрација, а каде е приватниот сектор? Минималец држава. Како и да е, во продолжение одиме со реклами и секако подоцна следуваат и резултатите од Instagram Story анкетата. Сега дојде моментот да ги соопштиме и резултатите од Instagram Story анкетата. Секако уште еднаш ќе ве посетам за следете на Instagram, секако на Facebook, профилот на Телма телевизија, а оние кои што не следат на Instagram, еве ги и нивните одговори во проценти. На прашањето дали за да добиете услуга од јавната администрација потребно е да имате врски, со да одговори 82%, со не 18%. Сега јас тука ќе кажам дека ова не е моментот кога јас ќе вклучам и ќе играм пасиенс или солитер, туку е моментот кога еве вие ќе имате телевизиска врска, односно со врски ќе ви откриам неколку прашања за да можете да освоите една убава вредна награда за денес. А ние во вторник, благодарение на нашиот генерален спонзор во Заврти на Телма, доделуваме велосипед. Ете, во пролета и летото со нов велосипед. Сега, а како изгледаат добитниците кои што освојуваат големи награди? Многу ми е драго еве дека Нада е токму таа која што всушност конечно ме послуша во Заврти на Телма и испрати селфи, па еве вака изгледа кога ќе си го однесеш дома својот нов телевизор на кој што ќе ја гледаш и најдобрата програма, а тоа е програмата на Телма телевизија. Ма ќе потсетам дека Нада е докази упорноста дека вреди и се исплатува, што значи дека на два пати на репет има освоено награда ресторан ИФ и информација имаме дека има освоено и наградата 2 пастрмајли од Пица 5. Ајде сега меморирајте и вие сите кои што се вклучивте во ова денешно издание на Црвена линија да ги меморирате овие прашања, затоа што сакам и вие да учествувате во Заврти на Телма и секако како Наде да бидете задоволни со многу вредни награди. Одиме со првото прашање. Како се вика печеното тесто од јајца, брашно и шеќера, значи шпански леп?
Еве ви уште едно прашање. Која година се случил февруарскиот поход? Потоа има и вакво прашање денес во Заврти на Телма. Кој британски музичар е роден како Георгиос Кириакос Панајоту? И која боја преовладува на знамето на Ватикан? Жолта или зимзелена? И во кој град се наоѓа зидот на плачот? Имате прашања, а јас секако ќе потсетам сите вие во овој момент се уште не вртете го бројот на Заврти на Телма, бидејќи се блокира системот, а нели сакаме што поскоро да го завртиме тркалото. Но кога ќе ме видите мене во втората канцеларија, тогаш и тркалото може да заврти. Се гледаме за кусо време.